Во Грција и официјално денеска завршува незината трета и последна програма за финансиска помош по 8-годишните кратења, кои беа спроведени во замена за големи кредити кои ја спасува земјата од економски колапс. Грција претходно се подпираше врз 260 милиарди евра позајмени од Меѓународниот монетарен фонд и нејзините партнери од еврозоната, бидејќи нејзината должничка криза избувна по финансиската од 2008 година. Иако по завршувањето на финансиската помош нема да се бараат нови кратења, она што веќе е договорено најверојатно ќе ги погоди идните генерации. За секоја година во текот на следните 4 децении владите ќе мора да заработуваат повеќе отколку што трошат. Истовремено, обезбедувајќи дека економијата, која се намали за 1/4 од 2009 година, да расте со разумна стапка. Пензионерите се соочуваат со претходно договорени нови намалувања на приходите во следната година, додека една година потоа се очекува изголемување на даночната основа. Додека Грција ја враќа економската автономија, за многу грци тоа не значи голема надеж. Ο γιος μου πρέπει να πληρώνει το 60% για την εφορία και για την ασφάλειά του και για τις εισφορές. Πώς μπορεί να ζήσει? Еден од 5 грци се уште е невработен, а малкумина добиваат државни бенефиции. Просечниот приход падна за повеќе од 1/3, додека даноците се зголеми. Клиничката депресија е распостранета, бројот на самоубиства се зголемува, а стотици илјади квалификувани работници заминаа од земјата. Μετά την 20 Αυγούστου, εάν δεν υπάρξουν νέες επενδύσεις από το εξωτερικό, νομίζω ότι εμείς ως Έλληνες έχουμε πλέον στεγνώσει, έχουμε τελειώσει και περιμένουμε από τους φίλους και συνεταίρους να επενδύσουν προκειμένου να βρει ο κόσμος δουλειές και να ξεκινήσει σιγά σιγά η ανάπτυξη στην πατρίδα μας. Една област на економијата која несомнено е просперитетна е туризмот, придонесувајќи околу 20% од брутодомашниот производ, при што официјалните представници предвидуваат рекордно високи 32 милиона пристигнувања оваа година. Χρειάζεται βέβαια να γίνουν και άλλα πράγματα, με αρχής γενομένης από το φορολογικό σύστημα, το οποίο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί φιλικό στην παρούσα φάση. Η δικαιοσύνη θα πρέπει να παίρνει πιο γρήγορα αποφάσεις, να διευκολύνει στο να επιταχύνονται οι αποφάσεις και αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στην προσέλκυση επενδύσεων. Γενικά να γίνουν τα πράγματα πιο ευρωπαϊκά, αν μου επιτραπεί να πω, σε ό,τι αφορά τη διεκπεραίωση βασικών λειτουργιών του κράτους. Огромниот долг во Грција и уште поголемиот во Италија остануваат финансиска закана за Европа, која би можела да потрае и цела една генерација додека се смири.